во билансната евиденција. Замислете за нас. Еднаков по димензија колку нештата кон кои се обраќа. Например, за семето колку едно зрно семе сакање. За водата капки, дожд, повирчиња собрани под стапала. Сега сетете се, кога бевте дете, некој ве испрашува, покажи колку ја сакаш Македонија. А ти ги шириш рацете силно, онака колку дете што може да рашири. Еве волку, и колку е докрај моќта на љубовта. Таа едва е широчина. Тие множества од коски што постојано се намножуваат во ширината на твоите раскривени раце. Вон билансната евиденција е токму тоа. Терминот е точно позаемен од книговодството. Во книговодството значи, вие имате фирма, и вашата фирма има биланси. Помеѓу билансите често имате и вон билансни средства. Тие се викаат вон билансни средства затоа што има околности кои во моментот не ви дозволуваат да ги користите. Меѓутоа, кај нас, тие средства кои најмногу пари носат и најмногу носат добробит и се најголемата вистина, се постојано, законски, образовно и на секаков друг начин забранети. Со други зборови, вон билансната евиденција поедноставно и познато ние викаме историја. Значи, ова книга е историја на македонскиот народ. Таа историја е потполно засолнета. Сега ќе ви кажам бројки. Од она што ние го знаеме како историја. Има дел кој го пишуваме, а има дел кој го откопуваме. Според нашиот образовен позаемен систем, со кој ги воспитуваме и нашите археолози, прво се наслонуваме на тоа што е напишано, па го бараме во археологија. Иако писмото е далеку помладо од градбата. А градбата е јазик. Значи, ние тоа не го сметаме за јазик. И доколку во некоја книга која секогаш кај нас доаѓа како препис, цитат од цела светска историја, немате оригинален документ пред Христа, а исто така и пред Римското царство. Значи, се што го добиваме како факт пред кој молчат боговите е препис на препис на препев од препев. Најмногу историски факти ни доаѓаат од 17 век после измислувањето на печатарската машина. Тоа значи, се што читате за Александар, ништо не е точно. Зошто? Заради тоа што нас ни даваат 4 автори кои пишале 400 години по смртта на Александар за Александар. Ама кажуваат дека е врз основа на некои наши македонски автори, нив ги спомнуваат само, ма никаде ги нема оригинали. Белјата е уште поголема. Нема ни оригинали од тие после 400 години што напишат. И сега, тоа наедна станува службена историја. И се фокусира на што? Се фокусира на резултатот денес. Еден Телија од Струмица подпишат дека ние не сме македонци. Сваќате? Значи, оваа книга е книга за големата глупост на луѓе што се тепаат да преземат одговорност, а не можат да бидат одговорни за едно магаре да го однесат некој. Во оваа книга јас се занимавам со следното. Прво, сакам да покажам дека на сите познати јазици, тоа значи напишан збор, изговорен збор, архитектура, археологија,
фотографија, проекти и поезија на сите тие јазици. Ако со свој ум ги погледнеме и прошетаме низ светската литература, доаѓаме до следното. Македонците се староседелци на Европа. Значи, ние не сме дојдени од никаде. Ние сме тука, родени од оваа земја. Резултат на тоа е археолошките истражувања на Светската асоциација на археолози пред крај на минатиот век издаде проглас нема преселби во 6 век. Значи, паѓа се тоа од доаѓањето. Тоа е внесено во книгата. Натаму, од она што ние го имаме напишано во најважната книга што е Подземје, службено само 4% знае. Од тие 4% има дел кој оди во биланс, а има дел што оди вон биланс, но тоа значи црна археологија. Во црната археологија, која е далеку подобро организирана од оваа белата, се издаваат извештаи. Значи, тоа е бизнис и во бизнисот нема играчки. Годишните извештаи за Македонија, има за секоја земја, била два. Во Македонија, во период 10 до 15 години, на црно излегуваат 1 милион артефакти. Тие 1 милион ќе ви ги преведам во пари. Многу е просто да ви текне како. Ќе ставите 1 евро за најефтиниот, иако во археологија не постои 1 евро. Од 100-500 нагоре. Ама за рачунање е полесно. Најскапиот артефакт од Македонија е продаден за 500 милиони долари. Средната вредност е 250 милиони долари, помножете го по милион. Тоа, тој Терекелија го даде, за среќа, не е со службен документ. Значи, богатството што е долу кај да копнете, ви зборува. Вие не сте дојдени, нити сте измислени, туку вие сте постоеле откако од палеолитот на луѓето им текна дека треба да прават насад. Светската археологија тврди со C14. Најстарите градби и првите населби во Европа се овде. Со мерење C14 нашиот неолит започнува 8000 години пред Христа. Се нагоре, и што кажуваат, е Лепенски вир до 7000 стига, не стига до 8000. Тоа значи, од овде се врши населување во Европа. Друг документ кој ќе го најдете во странската археологија е Европа во неолитот зборува еден јазик. Потоа има писмо. Уште пред да биде тоа објавено, кај нас неслужбените археолози укажуваат на постоење на писмо, кое ќе се зачудите е фонетско, што исто така е спротивно на светското размислување за писмата. Светот вели, писмата настануваат прво како слика, иероглифи, па после се слоговни, клинесто писмо, па дури после феничаните измислуваат фонетско писмо. Не е точно. Археологијата вели не. Во Софија има плочка глинена, која е најдена во Пиринска Македонија, во Враца. Локалитетот се вика Градешница. Во музеот стои напишано на кирилица Пир македонски. Натаму, Македонија како збор ќе најдете одовде во Индија, запишана на кој сакаш медиум, на камен, на дрво, на глина, на што сакаш. Ама нема никаде да најдете Грција. До ден денес, после 150 години истражување, археолозите таму не нашле ништо со тој збор. Значи, поставен е стол на европската култура врз основа на ништо, на измислица од 1831 година. Затоа, во книгата постои есеј, во кој
се зборува за вториот Хомер. Тој би било добро да го прочитате, за да сватите дека во тоа време, тоа е ова 1860 година, значи 30 години од како е направена државата, тие уште немаат востановено јазик како што треба салам. Зошто? Заради тоа што нивната идеја е, ако кај нас е најстарата поезија, Хомер е најголемиот поет, генетски ние сме наследници, значи мораме да го провоцираме генот, тој се потоморил, веќе нема такво дело, ама ако правиме конкурс, секоја година, ќе се појави кај некој генот и ќе успее. На тој конкурс, нашиот Григор се прва награда, а него е мајчин јас. Фатете? Значи, оваа книга се занимава со такви детали кои нашиот образовен систем ни ја загадува природната потреба здраво да размислува. Затоа, ова е многу добар момент во кој демек сега заборавете историја и палете учебници. Не Европа да ни рече. Ние треба да ги запалиме учебниците и да си ги вратиме учителите во школа. Нас ни е отепан учител. Дадена ни е книга, а учителот мора да оди по книга, не по свој памет. А ученикот исто така по истата книга. А книгата ние не сме ја напишале. Не само ние. На цел полуостров од Виена ни е дадена книга во 19 век. Ова ви е историја. И сега оди ти како студент учи историја и после ќе дојде некај таму слуша докторатот ќе го напишеш вака. Историјата е најважна дисциплина и не е наука. Значи, историјата е нешто повеќе од тоа. Не е како што се направи Рене Декарт во 17 век го подели паметот на специализации. Во нашиот образовен систем, кој суштествува уште од времето на Филипа, државно организиран систем. Тогаш Европа таква работа ќе измисли дури во 19 век. Овој прави државна школа. Во државното школа вели, ако сакаш да бидеш владетел, не можеш да бидеш неписмен. Цела историја на македонската аристократија, секој што е владетел е многу писмен човек. Многу добар пример ви е Јустинијан. Јустинијан е писмен по сите правила на александризмот. Александризмот не признава специализација. Можеш да бидеш мудрец само ако знаеш од математика до пеење. И се дигнеш во Европа. Сега Европа се враќа на тоа. Ќе го отворите Дейли Дојч, тој вели, на сега ни е потребна теорија за се, а не теорија само за ногти. Отаму, кога ќе тргнете по начинот кој е овде, оваа книга е тука 40-50 години, сами ќе стигнете до заклучокот многу лесно. Значи, треба да се отварли оковот на размислувањето, кој од прво одделение ни го всадува. Момент е да си го превземеме школото да биде наше, а не да доаѓаат инспектори од негде па да ни кажуваат како треба да се прави. Тука е целата. Значи, ова дело за мене представуваше, откако го собрав, определено откровение, зашто беше многу лесно, да кажем, да се состави. Иако, не, труд си бар, но сами работите се вклопуваат. И решив, јас да одам по градовите, да раскажувам за книгата со желба што повеќе луѓе да ја земат. Внатре, во книгата има поглавија кои немаат врска со претходните, туку се под паралелна книга црти и решки. Внатре, за се што сте размислувале, ќе најдете каде е најден определен датум кој нешто рекол и така натаму, а не е поврзано со контекстот на оно што го држи како наратив книга. Тоа е како прирачник, ако бараш нешто, побаре во библиотеката и овој автор. Така што и во таа смисла книгата може да помогне. Сега,
како би завршил. Значи, прва задача што не смееме да дозволиме. Не смееме да дозволиме процесот кој го започна Европската Унија заедно со други центри да стане дека е тоа генерална политика на интелектуалниот свет на Европа. Тоа не е точно. Европска Унија е компанија. Таа нема врска со Европа. Тие се едно друштво кое си ги редат работите така како што им чини. Основен проблем треба да сватите. За да постои таков тип на организации е Македонија. Затоа што кај нив идејата е нема ништо стабилно, единствено ние сме стабилни и ако напишеме ние дека овие овде во Македонија нема да се викаат така, тие нема да се викаат. Како? Па добро, после тоа ќе земеме бидејќи се е дигитализирано, само вака ќе притиснеме и сета дигитализација ќе исчезне и вие ќе немате ништо. Основната цел е нив им се потребни поданици, ама не живи суштества. И тие го имат сватено след. Може ти да бидеш човек и да личиш, ама ако немаш сеќавање, ти си ништо. Експериментот за тоа да се спроведе на поширок план е Македонија. И тој експеримент трае. Тој може да се запре само за тоа што ти ќе го игнорираш дека постои. Едноставно не ги примаш на состанок. Или не одиш да се поклониш тамо кај што стално си. Редот е, ако има амбасадор, ти го викаш да дојде, а не тој да те вика таму. Но за таа работа да ја сватат ние треба овие наши деца кои се плеткаат во политика, да ги вратиме назад малку дома, да дојдат на еден Великден и да го викнеме детето од прво одделение да им ја раскаже приказната. Таа е втора поред во книгата. Еве народната приказна. Има еден народ и се појавува огромна опасност за исчезнување. И има прво свештениче, затоа што првиот македонски бог е мајка. Ние сме 7000 под монотеизмот на мајка. Копајте во археологијата, само тоа ќе го најдете. И сега таа оди, го знае олтарот, знае како да запали оган, да каже молитвата и Всевишниот ќе слушне и ќе се среди работата, го спасува народ. Но бидејќи такви катастрофи не се појавуваат редовно, поминуваат 1000 години, наследникот исто така го гледа проблемот и сега го знае олтарот, ја знае молитвата, ама се заборавил како се пали огнот. И тој се обраќа, вели, се знам, ама не знам оган да запалам. Ој вели, нема грешка. Пак му помага. После пак еден период доаѓа некоја трета, четврта генерација, овој не знае да пали оган, не знае молитва, само местото го знае. И оди на местото, вика, ништо не знам, местото го знам. Тере. На крај доаѓа еден, ништо не знае. Ама ја знае приказна. И оди таму, по соба, тика суратот во дланките, вика, што не знам, ама ја знам приказна. Пак му помага. Значи, приказната на македонците за Македонија ја раскажуваш упорно. И ако не си се сетил, во генот ќе проработи, ако му ја раскажеш, и тој ќе почне да открива и ќе ги најде работите, и ќе ги најде работите кај тие што ги засолнуваат. Карл Попер, него го сметаат за интелектуалец над Бертранд Расел. Кога го викаат на историски симпозиуми, тој вака ја реди светската историја. Египетска, македонска, па римска. Не спомнува Грција. И тој не е единствен. Значи, во овој момент, со спортски речни, за да се пласираме во висока лига, ние треба да го совладаме овој подсојузот нашиот јужен сосед.
лесно е да падне, зашто тие поими немаат кај се, ни кој се, ни што се. Еднаш имав дуел со професор Цам Парас, предава латина во Солун и на 3 универзитети во Соединените држави преку линк. Тој во Нјујорк, јас во исто ова, да речеме, има 10 години. И се почнува темата, која претходно некои други наши излекле со него на диалог и се водеше на тој начин Скопје е тврдоглаво, нели? И после тоа, нашиот е во позиција да се брани дека не сме тврдоглави. Јас само го прашам да ми каже дали некаде во нивни музеи, записи или било каде во минатото пред Христа нашол збор Грција. И тој беше шокиран, што за него ново прашање, за него е тоа аксиома. Морало да види. Се исклучи и го чекавме 10 минути да праша по телефон некој археолог. Кога се вклучи, пак го прескокна прашање. Поим немаше дека тоа сегде се знае дека го нема. Второ прашање го прашав кој е главен град кога е основана државата, тој е Атина. И тоа не го знае. Значи, ние имаме еден противник кој веза нема од фудбал, а ние се плашиме од него. Значи, еве, да завршам со благодарност за вашето присуство. Книгата ви е тука на располагање. Кој сака, нека повели. А исто така е важно, ако имате прашања, да ги разоткриеме. Еве, јас нафрлив некако.